Само што кажав дека не врне. Како си ја бустам енергијата за да победиме. Иначе аутфитот грми. Сакам да ви покажам што се си добивме вчера на Амбар евентот. Има есенски работи, лелека си пукнам. Тие малце гости срамота. Што сме денес, дечки, вторник или среда? Дали се свиѓа поклонот? Многу е убав. Лезе беговива од овде, секи ги редиме надвор. Видете колку ќе биде убаво. Ај, купато. Чао, странно позаде, дека има Александра. Отвори прозори, народот да чуе! Ја прошајно писмо! Таа нега на коса имаат многу производи и тоа што сакам да ви покажам што се купив и да ви го одјавам ова влогче. Hello, дечки, и добре дојдовте во уште еден неделен влог. Понеделник е, занемарете, ве молам, оваа бобулица на носот, само занемарете, не можев да се шминкам, одам на ногти. Одам да ги направам ногтите, овој ми е скршена оваа рака. Врнеше до сега, 11 сати иначе, тоест 10:30, во 11 треба сум таму. Врнеше моментално, фала Богу, не врне. Денеска имам многу активности, многу работи за снимање. Денеска снимам и влог на TikTok, што ќе излезе, така што треба да одам на ноктиве на кратко да ви кажам, па треба да дојдам дома, да се спремам и да ја земам камерата, што се сликав пред 2 недели, мислам дека со низа, да ја земам. Ќе одиме на евентот на Амбар, што ќе биде во Омега. Ќе има надпревар, ќе има челендж. Јас искрено многу сакав да победам и многу сакав онака да се вложам во тој челендж, затоа што наградите се стварно предобри, ама мојот грб откажа вчера, тоест не сте свесни колку ме боли, едва и еве седнав у кола. Не знам што ми е, вежбав грб пред 2 дена, ама вчера не ми беше ништо и вчера на пола ден, вчера попладне ме фати и мислев дека ќе ми се опре преку ноќ, ама не ми се опре, се напив и парацетамол и температура на граница имав од грбот. Осеќам како да сум воспалена од вежбање, ама не баш само од вежбање, туку како нешто да сум зафркнала опасно. И премногу ме боли кога вдишувам, ме боли кога седам, ме боли, едва чекам да стигнам, знам дека ќе седам 2 сати на ногти и не знам. Да, пред тоа ќе одиме, треба да одам да купам поклон за зет ми, затоа што после Амбар евентот сме кај него на роден ден, а пред тоа сакам да искористиме камерата на некоја кафе да направиме фотки, пошто секако ќе бидам така дотерана, па после тоа ќе се пресоблечам во Амбар во нивниот аутфит. Така што да, ќе ви снимам, ќе биде интересно денес сигурно, а за понатаму во неделата искрено немам некои големи планови, ама ќе видиме што ќе се дешава, сега морам да тргам. Само што кажав дека не врне, почна да истура, значи истура. Ама во ред сум, значи јас мислам дека сум во ред. Сега за сега е супер, ама мислам дека ќе имам многу гужва. Ама ќе стигнеме. Ќе стигнеме, не е проблем. Два пати го чекам семафоров, иначе че не можам вака лево да се свртам, пошто премногу ме боли грбот кога ќе се свртам лево, а имам онаква лепенка стаено. Не прашуваш, и да прашуваш нема никој ти кој. Кажам дека завршив со ногти, спадна присладко, бев до кото, пиев кафе и сега одам кај дома да јадам, прегладна сум. Иначе уште врне, треба да престане кај да има сонце. Ако сакам музика малце да пуштам. И појам. Само да видите дека сонцето се појави, ама има многу гужва. Нашо личам, леле, као да сум станала од спиење. Скоро па стигна. Втор пат го чекам семафорот, има премногу гужва. Хај влог, јас излегов, еве ми го аутфитот. На крај спадна да не зимам камера денес. Сам дека ви кажа дека треба да зимам, ама најверојатно нема како да ми ја донесат. Небитно ќе го оставам тоа за некој друг ден, ама се изнервирав затоа што во Омега нема да може да се сликаме, таму ќе биде темница, ќе се сликаме некако со блиц, нешто ќе направиме. Има и таму фотографија, можеби некој ќе сака да не сликне. Така што да се на кафе секако ќе искорам убави слики, затоа што надвор пекна сонце. Ама јас треба да карпаш да стигнам некако без кола. Значи 24 чекав.
луѓето ме гледаат. 24-та чекав, сватив дека нема, и тргнав, и кога стигнав на градска, ете 24-та. И трчав по нејда на крај, на црвено поминав. Ја фатив. Ја ми е сарче. Јас имав маче. И ако пијав 2 кафења, се надевам дека... Се слушаме? Се надевам дека нема да ми разработи срцето, ако разработи таман, да ми дае сила да кревам тегови. Да. Еве на зидот му купив поклон, мајчка од Поло и сега одиме во Синсеј, пошто јас сум заборавила, еве го настанот, сум заборавила да си земам, чекај да не ги снимам луѓето, сум заборавила да си земам градерник. Златни здраве. Ще ручкаме, што сме прегладни. Дека си мртава, не знам и така. Малко е сускасто. Ама ќе помине. Намерам се на леки салата. Немам ја нито грим. Пресек. Како си ја бустам енергијата за да победиме. Не припаќам. Важно е да се чувствува. Не е важно да се чувства Не, општо. ако изгубиме, важно е, ама... Ако изгубиме, ќе се правим дека не сум учествувала. Да. Не смееме да изгубиме. Добро? Ема, добро редактора. Кај ми е камерата. Еве сме. Ало, ау, види како сунце обасија. Вау. Санки. Полека да не обасја. Нема. Иначе стигаме полека, но сигурно, точно на време. И сега нема гужва. Така што и веќе чекам да видам како е внатре. Не знам колку се слушаме, ние почнавме со тренingот и не е баш лесно. Иначе аутфитот грми. Пошто јас испаднав, сега гледаме. Да, ние сме тажни. Да, ме боли грбумирам. Не знаете што ми се дешава, не знам дали требаше воопшто да го пробувам. Ама јас мислам дека ќе победат они две и уште некој. Мислам дека од црното девојката. Ето заврши, не остана само да се сликаме и се надевам дека сум убава за сликање. А што пратам да сум? Листа, бира, сам многу джаджа. Сега ќе прашаме дали може ние да се сликаме. Ова не би го снимив да го видите. Ај, дечки, завршивме. Тие што го гледале видеото на TikTok, нема да се повторувам, веројатно повеќето сте го виделе. Моментално одам да земам свекички, евентот заврши. Одиме да земаме свекички од City Mall некаде за мојот зет и ќе одиме во 15 за 12. Крено не сум тажна што изгубив, затоа што се откажав навремено. Среќа па се откажав навремено, пошто ќе полудев да паднев во третиот или четвртиот круг. Така што се откажав во вториот круг. Мислам дека го има тоа на видео, нели? А моментот кога стана го има, да. Звони мобилен, бај. Ајде. Ова го купи Калапов сега, денес? Нови миса. Од кај го зема? Од Технополис. Јеј! Успешен! Ова е пистачио со малина. Day to you, happy birthday dear Stefan, happy birthday to you. Само си желба. Дали никад? Како дете се посебно. Дечки, конечно дојдов дома и вака ви се снимам, пошто не сум баш за снимање. Ја избрежав шминката и преуморна сум. Денес, еве сега, за да ви кажам вас, селектирав да видам, имам 470 слики, тоест со се видеа, од кои што 103 се видеа. Така што имам премногу материјале снимано денес и сликано, така што утре ќе јам баја и работа. Па, ма сега немам сила буквално ни да видам што сум сликала и снимала, тоа ќе го видам
утре, пошто утре ми е полабав ден, освен што треба да идам втора смена на работа. И тоа е тоа. Тоа е тоа за овој понеделник. Се гледаме утре. Добро утро, вторник. Ништо не ми се едеше, па еве ми го доручакот. Значи 10:30 си изнаспав. Грбот ме боли, ме убива, едва и мрдам. А сега треба да вратам на некои пораки, тоест јас да напишам некои пораки. После ќе идам до Diamond за да купам поклон и да го спремам за тој поклон. Сакам и тоа да го снимам за TikTok. Имам многу за едитирање, така што и тоа ќе правам сега. Од 5 сум на работа у Кото, денеска малце ќе поработам. Да видиме што се дешава таму и како оди работата. Буквално не знам што да направам, нема петица ништо. Ова се 200 стирани лепчиња. Ова да згоре е измешано след 2 варени јајца, киселе краставички сецкани, грчки јогурт, малце мајонезче. Може сем да се стаи, заборавив. Сем многу добро би дошло. Сол, бибер. И мислам дека тоа. Цедевитка и тоа. Хај! Влог, чекајте малце се тресете, стоите. Јас се спремив и одам до Diamond за да купам поклон и можеби ќе седам на кафе, пошто имам слики за едитирање. Дома више почна многу склет да ме фаќа и сакам да излезам. Дома почна да ми станува многу топло, многу склет, многу ми е лошо ради грбот, не знаете колку ме боли. Не знам што да ви кажам. Сакам да ви покажам што се си добивме вчера на Амбар евентот. Додека се ми е вака во кесенца, пошто планирам сега се да ставам за перење. Тоест, не ова кесенца, туку tote bag. Многу е сладка, искрено црна. Мислам дека немав. И може со некои аутфити скроз повеќе да одговара црна. Одиме на комплетчето, што да си го избрав, затоа што ми прати да си избарам за да ми се допаѓа. Ваква нешто немав, само мора да се пере ова. Вчера го препотивме. Ова е вака се као мајчка, ама се закопчува во средина и вака на куси ракави е. Мене ми е скроз таман, устело. И преудобно е и материјалот е многу добар. Така што јас сум воодушевена од оваа нивна колекција, морам да си земам уште нешто. Сукничката е следна која што стои феноменално, значи преубава стои, само што малце ми е краткичко. Секако си има шортс од оздола. Ева како изгледа сукничката. Мислам дека жолтата е малку подолга, ама јас си одбрав бела, пошто не знам, сакав. Имам црна сукничка од Тему и ја утапав од носење, така што сигурно ќе си ја носам и оваја. Следно, имаме ваква шиша за вежбање и многу ми требаше. Имам јас доста шишиња, ама вака некоја баш за во теретана, во идеална големина. И многу сакам јас вака кога се пие, како од цевка. Буквално е преестетично и многу баво и буквално ќе си го носам од теретана сигурно. Следно, имаме нов пешкир за во теретана, мечинг со шишето. Само што сега е испрљан, затоа што вчера го испрљав, пошто бев нашминкана, се бришев, така што оди и тоа на перење. Водичка си добивме. Само мене оваа водичка не ми беше доволна, па си купив нормално од литро. Овие се за гради, гледате како градник, вакви немам пробано и баш ме интересира какви ќе бидат, сакам да ги испробам. Фората е што они на се мислеле за аутфитот да можеш да си го облечеш, да бидеш спремен, затоа што јас немав понесено и бев нели да си купам, а они веќе имале спакувано, мислам најаки се. И чорапчиња. Сега ова се оди на перење, за да можам јас да си го користам. А сега ви одите заедно со мене во мојот Diamond. Мачор премиерно за мојот YouTube канал. Мафни, Памук, мафни. Што ти е? Овде Памукче има раничка, се тепал. И целе со чучки и мучки. Памукче не сака дома да седи, Памукче сака да биде уличен мачор. Кога беше мал Памукче го чувавме дома, ама секад го пуштавме и веќе протестира и не сака со нас да се дружи. Сака да биде улично маче, ама ние Памукче многу го сакаме, го раниме и му даваме храна и вода. И Памукче секогаш седи овде, веќе го чуваме 7 годинки. Мачето му е најубаво.
Најсакано маче си ти моје. Моето најсакано си ти. Е така. Видете го какво е убаво. Видете го колко е убаво. Ајча. Дечки, излегов. Денеска е претопло. Дува некој силен ветер, ама многу е загушливо и многу е топло. Одам, драги гледачи, во Пепко. Да, поверам тука, гледам дека има, што сакам нешто како пижамчиња, а тука има и синсеј, така што можам од овде нешто. Има есенски работи, леле, кај се пукнам. Нешто многу ме фати последно време, желба да дојде есен. Тука не сум била од, не знам од кога, само еднаш бев, и сега втор пат. И сега се надевам дека нешто ќе купам и за мене и за Ванеса. Целиот поклон го купив во Пепко, а ми остана да земам уште некоја маска за лице или за подоче, што ќе ми одговара со целата тема. И сакам некоја кафенце, нешто така да ставам во чашката, за да има што да си направи. И сакам на пораката да ја напишам нешто убаво, можеби некоја идеја за филм. И така. Еден краток поздрав додека сум на семафор. Трнав на кајкото, да знаете, не го спакував поклонот, ќе го спакувам вечер кога ќе се вратам и ќе ви покажам. Мора да ги видите овие црвчиња. Видете ги овие црвчиња. Овие црвчиња во кота што си играат. Видете ги. Ајде рипани. Ој! Кај сте, бебиња? Има малце гости срамота. Имам роден ден од 7. Сега дојде Славеничката, гледам турта. Се надевам Славеничката не го гледам. Да, си работам. Еве пак компанија, видете ги, они се уморија, видете ги. Кај си би златца? Златца. Дечки, јас црпнав. Преуморна сум, имаше доста работа. Уште 2 сати. Еве малку се дружиме ние. Шанков, да не ви причам. Не се знае крајот на чашите, ама ајде да почнеме од некаде. Поздрав, драги гледачи, стигнав дома, се паркирав. И иначе после кото бев до бензинска да ставам гориво, па отидов до станот за да си го земам аутфитот за Сабајле. Да, еве ми аутфитот за Сабајле, ле се осветлив. Добро. Фустанче едно нејзино ќе носам. Сега не знам дали ќе го пакувам поклонот, затоа што сакам да го снимам тоа, не знам дали имам сила, затоа што е 1:37. А јас сум преуморна. Ма по пат ми беше супер. Се го слушав клинац, преубаво ми беше, така што. Добро утро, петок. Еве, петок, каков петок, бре? Гледав видео од петок, сега нека девојче што снимала влог и мене ми е петок. Шо сме денес? Вторник. Шо сме денес, дечки? Вторник или среда? Небитно, добро утро. Ева мојата нова чаша од Пепко. Значи јас вчера морав да се подновам со нешто. Хаосот позади не го гледајте. Сега морам турбулентно да се снимам, затоа што е 9:10. Од 10:10 ќе додам да земат. Треба да се средам, треба да спакувам многу работи. Дали се свиѓа поклонот? Многу е убав, многу е убав. Баш некако сакав со пикникот дека цветчиња. Да, иначе е лепо. Многу кјот. Многу. Може од сите страни по Стави него. маце на другата страна. Таму леле. Само кажуваш. Да коментирам, girl. А ти само вака седиш. Ја. Добро бе. Преубаво. Кажам на мама дека сме стигнати дечки на пракса. Не.
Happy birthday to you. Јутрич, денеска е четвртак. Еве ми го доручекот, гранола, малце претерав со гранола, праска грчки огрднула по стомастија гаве. Малце изгледа како да ми е загорена, а тоа е пошо е загорена. Ама, окей, кафенце, момента нова шулја, кај ми е капакот. Капакот да си го ставам, не може без капакот. Чаша вода секако и еве ги цвеќињата на мама, да ги видите, пошто тие се мојот поглед. Ова овде е за да ги штити нив. Нема везе за нас, тоа нив да ги штити. Овде имаме зеленило на секаде, така што да. Тоа е мојот поглед за кафенце и враќање на многу пореки, на многу луѓе и на многу работи што треба ги завршам на овој глуп телефон, више преку глава ми е. Имам денес, чекајте. Денеска имам доста видеа и слики и материјали за средување. Дефинитивно морам да започнам дипломската и реков као дека оваа недела ќе започнам да ја правам. И денеска сум слободна, ама и најверојатно нема да можам. Втора смена сум на работа. Нема да можам да почнам дипломската денес. Утре не знам, не верувам ни утре, така што викендов најверојатно. Утре не верувам затоа што можеби ќе ја земам утре камерата. Ќе видам. Требаше да ја земам нели кога беше понеделникот и ми речат до петок кажи ден. Ја до петок немав други планови за сликање, не се сликам јас секој ден, па не можев ни да ја земам камерата, нели баш било кога. Па еве нешто утре ако организираме, ќе видам. Ручек, како и да е, број 2, водичка пијам од ова шиденце на амбар, ми ја држи ладна водата и многу е добра. Ова ми е доручокот лепче подпечано, песто, патлиџан и 2 јајца на око. Вчера не ве снимив дека бев во Сакаш, еве што јадев. И секако дека ми остана и повеќе од ова, ми изгледа мама къснала. Ова е иначе од нивните нови, како се викаат, крим кейк, со внатре што има бисквити и млеко. Моето е со ноачела, тоа е као какао крем нешто, само бисквити и млеко, какао крем малини. Најкласично, ама најдобри испадна. Така што да, сега си го дојадам со кафе. Хај, само да ве поздравам и ви кажам дека тргнав на кајкото. Тоа сега тргам. Светлото е тука преубаво, па еве да ви се снимам. За 20 секунди ќе ми се упали семафорот. Лези беговива од овде, сега ќе ги редиме надвор. Can't wait да видам како ќе изгледа. Видете колку ќе биде убаво! Што не можам. Преубаво ќе биде, колку сум среќна. Добро утро. Не свири бе. Јас ново утро, истото од вчера. Ставив на најмалце подарат вики. Кафенце го сакам да го заменам со нешто. Сум жели да пробам да не пијам кафе од сабајле. Да видиме како ќе делува тоа неколку дена, затоа што имам малце проблеми со стомакот од него. Иначе уште ме боли кичмата, ама сакам да дам се алтеретана за нешто да направам, пример некои вежби за растегнување, што ќе пробам да направам, и некои вежбички за нозе, кај што не ја погодувам многу кичмата, да пробам малце за стаму функција. Пошто знам дека кога се раздвижам нема да ме боли толку, така што ќе јадам и ќе одам. Одам на кај теретана. Не успеав баш да извежбам, пошто многу боли крвот. Направив некои вежбички, нешто за истекнување и тоа е тоа. Си одам. Ако сум гладна, значи изгледав ужасен, малце сум гладна, ма ќе издржам да не јадам, зашто со Сара и со Јана ќе скачаме и ќе идеме во некој италијански нешто као ресторанче, налечко, во Лептогарија, што предобро изгледаат сликите и видеата на Инстаграм што ги ставаат. Имаат фокачо, пица, најубавите работи, така што ќе идеме таму на кај 2 сат. Сега е 12 и нешто више. Ја треба да идам дома, да се избањам, да пробам да се сфенирам и искачам, идам се колана таму, Лептогарија ви кажам. И тоа е тоа. Јас се искачам, аутфит, шминка.
Косата ми е мокра уште, ама одма ке си суши сега со отворени прозори и дам дека лептакари они се стигнати. Супер си, Сара. Дечки, додека моите драги другарки овдека ќе почнат да мезат, јас се оддалечив за да ви снимам каде дојдовме. Ова е некој ново место во лептакарија и сега ќе јадеме. Сега ви покажам ја што ќе јадам. Ај, колко е добро. Ама вашево лепче полезија. И по тоа викам нашево, не знам дали нашево е прегорено или треба да. Топло е? Ајде, да пробуваме. Ама чим ги отидат с другарна, нема три са. Малце ме заборавив, дечки. Бегаат страна, па се гледа дека снима Дојдовме сега се почнеме на рингишко, заборавив дека ви снимам влог, бев на фото. Ќе ви ставам некој видевца што снимав вака. Сега ќе насниме кипче како се вртиме на рингишко, пошто ќе се вртиме на рингишко, ще ме гледаат срамота, чао. Htjela bi drip, noću da si jako bela Bravo un trip, baca mi strip I samo da smo zdravi, ale Đelu slomio sam krila, sa drugom skačem i gledam kako mi pleše u krila. Radio Ljubav, želim vam prijatan dan. Naočare crne. Otvori prozor i narodu da čuje i oprošteno pismo. Stavka na pamet. Pazi, tu ima kamere. Sveće, ako su da sja. Hello, сабота, само што ги стекав овие производи, иначе ми стигна вчера и многу ме радува затоа што буквално ми се потроши маската за коса и последен пат немав маска да ставам. Професионален италијански бренд за нега на коса, имаат многу производи и гледам по PR пакетите што ги праќаат, на сите им праќаат нешто различно и еве го ова е мојот сет фактички што го добив јас. Ова е шампон, секојдневен шампон за сите типови на коса, нежно е чисто со свиленкасо и сјајно дејство. Таму пишува светлувачко, не знам каква е тоа светлувачко, ама ќе видиме што ќе се дешава. Еве маската, ова е за густа коса, ја добив овој палм. Доста е малечко, ама баш ме интересира како ќе се покаже, пишува дека е за расчешлување. Ова изгледаат пакувањата на вистина профи. Еве и по раката и како се они на Инстаграм може да видите, тоест не пишува тука како се на Инстаграм. Еве Screen Professional Hair Care ќе ги најдете. Имаат стварно многу избор, буквално за сите типови на коса. Драги луѓе, стрнав на кај кото. Не знам дали овој неделен влог малку пропадна, затоа што нешто премногу интересни ствари не ви снимив. Та сум активна и на TikTok оваа недела. Па се надевам дека ќе ви биде интересно. Одам денеска у кото и стандард како скоро секоја недела и викенд. Ќе останам таму да спијам и утре сум прва смена на работа, денеска втора, утре прва. Ќе си дојдам дома и се надевам нешто утре ќе ви снимам како завршување на овој неделен влог. 904. Добро утро, недела. Да ви кажам браво, седам тука пијам кафе, преубаво. Сега нема музика. Почни. Hello! Сосема друг ден. Се јавувам малку со микрофончето. Треба да бидам поодговорна и цело време да ве снимам со него, затоа што звукот е стварно многу подобар. Ама сега посебно ќе ви шушкам, затоа што сакам да ви покажам што се купив и да ви го одјавам ова влогче, затоа што оваа недела не снимам неделно влогче, сакам да го завршам ова, да го средам, ставам, одам во кота на работа и денеска ќе одам, претопло ми е. И сакам неделава да почнам со дипломската, следната недела претпоставувам дека ќе биде поинтересно и повеќе да се снимање, да не биде интересно секако ќе снимам што е тоа, што се дешава тоа. Сега сакам да ви покажам што си земав за нешто интересно да се деси во ова влогче, не знам колку материјали имам и колку
колку интересен материјал имам, ама ќе видам, сега ќе едитирам, ништо немам едитирано. Вака, првен бев во Амбар и од Амбар намерата ми беше да ги земам овие хеланки, што ако ме следите на Инстаграм, знаете дека имав ставена стори каде што барам панталони што се оние капри до под колена. Затоа што сакав да имам и да ги носам, па најдов хеланки во Амбар. Знаев дека имаат кога бев на евентот, ги видов, ама никако да отидам да ги земам, така што еве после една недела отидов, ги земав со екстремно висок струк. Јас панталоните што ги пробував беа со низок струк, овие се преудобни со висок струк, доаѓаат баш под колена, стојат преубаво. Се останува збор за обични хеланки, сепак се гледа дека се хеланки, а не панталони. Ама материјалот е скроз убав и баш ми се свиѓаат. Беа 400 денари инаку и си земав мајчка што би можела да ја комбинирам и со нив, но и вака, и за на работа, и за секој ден, вака попристојна. Сме свлекала, окей. Еве како изгледа. Вака ракавите се така поголемки, а тесна е кај струкот. Баш е јака, многу ми се свиѓа. Сигурно и на Дада многу ќе се свиѓа и ќе си ја носи, инаку таа е исто така 400. Бев во Синси во Пепко, сакав да видам нешто за мојата соба и нешто за дома, па еве што земав. Звоне телефонот и го прекинавме програмот. Го земав ова за во веце, затоа што земавме и нова завеса за кадата, што е бела. И ова не е бело-бело, туку кремкасто-белкасто, ама го земав инаку беше. Иначе се го гледам во евра, затоа што така ми делува поевтино, инаку е 175 денари. Па и вака е преевтино, луѓе преевтино, во Пепко е преевтино. Сега нешто што не беше толку ефтино, ама најпотребно, само најпотребно, ми треба сега за собата која ќе ја реновирам. Се овие завеси беа 15 евра или 950 денари. Еве како изгледаат. Мене многу ми се свиѓа. Многу ми се свиѓаат, беа само едни оставени. Многу работи треба да направам пред да ставам завеси, ама кога ги видов, морав да ги земам. Преубави ми се, буквално сакам ваква боја да ми биде и гарнитурата. Зидовите ќе ми бидат посветла од оваа боја. Инаку нема да бидат на целите прозори, пошто јас имам огромни прозори. Овие ќе глумат драпери ќе глумат, ќе бидат на краевите на прозорите, а во средината на прозорите ќе бидат бели завеси, малку попрозирни, а овие се скроз воопшто не се прозираат и многу ми се свиѓа материјалот, беше и летен и зимски, пошто имаше многу ваква боја, ама плишани. Не ќам плишани затоа што ме асоцираат на зима, сакам да си ги имам цело време и во текот на летото, така што пресрекна сум што ги најдов. Се надам дека димензијата е окей. Надежно. Уште од Пепко што земав како права домакинка. Ова е за чизкейк. Имав, ама нешто се расипа, се поквари, се искриви, не знам. Така што еве ново. И ова за мешање, буквално нема вакво за мешање, така што еве. Цените. Ова за чизкейк 290, а ова 85. И да ви правам и фуд хол. Мислам, немам ништо, затоа што јас деновиве не сум дома, не јадам многу, сабајле секад си јадам грчки јогурт со гранола. Гранола веќе немам, треба да направам. Земав лепче. Измив раце инаку, ама ајде да не го фаќам. Еве вакво. Овие со мунчињава многу ги сакам. Сега ќе си направам као сендвич со јајца, хумус, котич чист си земав. И пилешки градика ставам. Превкусно, се земав 1-0, пошто бев прежедна, ама еве волку испив само. Ке си ја допијам во текот на денот, јас помалку се пијам кога пијам. Краставица, 1. 2 грчки јогурти, инаку прв пат денеска го испробав во кам она сам да се куцаш и да си наплакеш и стварно е врв. Во Тинекс го користев, ама не пазарам во Тинекс. Кам секој ден одам, така што дефинитивно голямо олеснување. Доколку не ле плаќате со картица, да сте ги куцате самите. Фала ви многу доколку го гледавте овој неделен влог. Јас се надевам дека ви беше интересно. Ние додека не се видиме во наредниот влог, заследете ме на
TikTok и Instagram, бидејќи таму сум многу почесто активна, а и обавезно сабскрајбнете се на мојот канал за да ми дадете поддршка да снимам уште повеќе и уште подобри видеа. Ве сакам. Чао!